Дали се реални очекувањата пред новиот квалификацијски? Тоа е веќе друга тема. А ако натерате некого да има очекување од вас, значи работите добро, работите квалитетно, сте покажале одреден квалитет. И затоа нормално е што и Дарко да се очекува од вас. Ако не работите квалитетно, ако немате квалитет, никој нема да очекува ништо од вас. Посебно во последните 2 години, момците покажаа дека имаат квалитет и со право очекувањата на јавноста растат. Посебно со јас пак ќе повторам таа година и неколку месеци, пак имаше некои одредени кроз тие контролни надпревари пред почетокот на Лигата на нации, одредени негативни критики кон нас, затоа што да, загубивме од 4 надпревари 3 и една нерешена со Молдавија, но јас свесно прифаќав предизвик да играме пријателски надпревари со 2 репстации учеснички на Европското првенство, Хрватска и Чешка. Загубивме. Со Чешка знаеме како загубивме, нема проблем, но ја бев свесен дека тоа само ќе донесе позитивни работи, позитивна енергија кај нашите фудбалери, затоа што не очекуваше од септември почетокот на Лигата на нации. Сето тоа искуство, кога ќе играте со репстации квалитетни како со Црна Гора, со Хрватска, поготово и Чешка. И со тоа искуство веќе сте со одредена доза на самодоверба, без разлика на поразите, но на начинот на кој што ги одигравме тие надпревари, мене ми даваше за право да бидам оптимист и да верувам дека тоа е исправен потек. И ја не случајно ги пофалив, поготово после Црна Гора, иако загубивме со 1-0 во Анталија. И некои одредени и колеги мои беа со отровни стрели насочени кон нас, затоа што после пораз ја ги фалам играчите. Да, начин на кој што ги одигра, пак ќе ги пофалам и утре, ако го одиграат сето она што бара од нив. Оптимист ли се сега пред почетокот на новиот квалификацијски циклус? Дека можеме да продолжиме оваа успешна серија? Не можам да не бидам, затоа што минатата година, можеби не цела, него 9 месеци имавме, можеби и најтешки 9 месеци во историјата на македонскиот фудбал од аспект на минутажа на нашите фудбалери, на состојбите што или работите што им се случува во нивните клубови, за надпреварачка форма да не зборам, а спротивно сето тоа што се случуваше, они покажа извонреден карактер, извонреден квалитет во Лигата на нации. Без разлика на сите тие проблеми, дојавме нели на неколку 6-7, не знам колку се више поправање на некои фудбалски рекорди или статистички. Да. Вие многу подобро знаете од мене. И сето тоа ми дава за право да бидам оптимист, што не гледам причина и понатака да не краси таа енергија што е сега присутна во тимот, таа кохезија или хемија меѓу играчите што се направи, посебно од тој надпрев со Манчестер па навака. И сите тие работи се предуслов за да ве натера да бидете и оптимисти. Сакав да се надоврзам само, да. Види, има една многу важна работа што ја кажа Боби преска. Значи, народот треба да ги перцепира, публиката која го прати фудбалот, да ги перцепира, многу важно е да ги перцепира правилно работите. Значи, Боби е селектор на репрезентација на Македонија, каде што има ограничен број на квалитетни играчи. И тешко му е да одбере, пошто ги нема доволно кого да земе. Замислете селекторот на Франција, каде што не знае па кого да земе, очи има многу играчи добри. Замислете која е таа разлика. А се случува некогаш, ако играме со Франција, ние публиката бара да бидеме подобри од нив. Што не е лошо, нека бара, ама некогаш треба и да сме објективни. Сега Боби пред малце збореше на многу битна работа, што оние публиката што гледа фудбалот онака површно, не ги не знае тие работи. 70% од нашите играчи не играа стандардно. Не знаете кој е тој проблем за тренер?
Значи, него му е поголем проблем да го врати у живот, у нормала, за да он може да пруши у репрезентација максимум. Колку може да врати нормално? А колку може да го врати? Така е. Така да ова сега што се случува, сега почна да игра Барди, почна да игра Елмаз, тоа само е добро за наша ориентација и може да ветува дека можеме да очекуваме повторно добри резултати. Пресинг со Дарко Панчев.